Добре дојдовте во нашето ново издание и во новата 2021 година. Нека ни биде среќна, здрава и успешна. Годината што измина, сите ќе сакаме да ја заборавиме, но нема така бргу ниту лесно. Денеска правиме ретроспектива на пандемичната година. Очекувана како преломна во електрификацијата на автомобилската индустрија, таа си тргна со свој редослед на настаните. Така, место од Детройт, годината ја започнавме со вести од Вухан. Не ни сонувавме дека не очекува година во која ќе се дефинира новото нормално. Организаторите на салонот во американската автомобилска престолнина него го преселија во јуни заради намалениот интерес на изложувачите и публиката, која повеќе ја привлекуваа други манифестации. Една од нив беше и CES во Лас Вегас, каде производителите на возила се позачестено беа присутни. Меѓу нив во 2020-та се најде и Sony, кој на цело изненадување истапи со свој електричен концепт во кој се вградени производите на компанијата наменети за автомобилите. И другите во Лас Вегас настапија со радикални идеи. Toyota го презентираше проектот за градот на иднината во подножјето на планината Фуџи. Мерцедес го покажа концептот Vision AVT-R, во кој човекот, машината и природата се спојуваат на еден иновативен начин, а Hyundai летечки автомобил. Поголемиот дел од производителите на возила сепак останаат цврсто на земја и ги подготвуваа своите премиери за Женева. Сеат го прикажа новиот Леон, а Opel, кој реши да го прескокне овој салон, ја освежи инсигнија. Покрај омекнатите линии, овој модел, кој ќе остане последен вистински германски автомобил на марката, како бенефит од припојувањето кон групата PSA со новите мотори, доби малку француски гени. Peugeot пак со пикапот Landtrek најави дека ќе го освојува третиот свет. Jaguar го обнови F-Type, а турците на гламурозна промоција пред повеќе од 3000 гости, меѓу кои и председателот Реджеп Таип Ердоган, гордо го промовираа својот прв автомобил. Овој електричен модел, дизајниран од Pininfarina од 2022 година, ќе доаѓа во две каросериски верзии како седан и кросовер од C сегментот. Ќе се произведува во бурса, а на располагање ќе биде со 200 и 400 конски сили и автономија од 300, односно 500 километри. Струјата го предизвика и Citroen, кој на посебна манифестација го представи малиот Ami. Со ниска цена, лесно полнење на батериите и умни решенија, францускиот мал двосет има шанси да загосподари со градовите. За спротивниот крај на спектарот, французите го наменија големиот DS9. Престижната лимузина е развиена за истовремен настап во Европа и Азија, а ќе се произведува во Кина. Иако со големи димензии, моторната понуда започнува од малиот 1,2 литарски турбо трицилиндричен мотор, кој хибридно е засилен на дури 225 конски сили. Исто толкав, но далеку послаб мотор има и Hyundai i20, со кој корејците решија да ја свртат плочата и на публиката да им се обратат во еден друг стил. Заради тоа и изгледа поагресивно и далеку поатрактивно од својот помалку монотон претходник.
Volkswagen ја представи новата генерација на Кеди, а Toyota со два новитета се сврте кон зајакнување на присуството на перформансните GR модели. Првиот е навистина брутален, бидејќи јапонските инженери во карасеријата на малиот Јарис сместија 1,6 литарски мотор со дури 261 конска сила. Со нив тој е ѓаволски брз, скоро како спортската Супра, чија понуда беше дополнета со 4-цилиндричен мотор. Тој од своите 2 литри извлекува 258 конски сили, кои со намалувањето на тежината и нејзината перфектна 50:50 распределба овозможува вистинско конзумирање на перформансите. Од онаа страна на Атлантикот, Chevrolet Corvette стана северноамерикански автомобил на годината, а Fisker конечно го покажа електричниот Ocean. Cadillac го представи новиот Escalade, а GMC големиот чистокрвен американски теренец Yukon. Од Калифорнија на пат кон Женева, каде требаше да биде представен, тргна болидот со чудно име Чингер, а салонот на автомобилите желно го очекуваше и хрватскиот Римац, кој за него го подготви својот втор електричен хиперавтомобил C2. Оваа година не научи дека среќата на вистина е во малите нешта, во љубовните прегратки, незаборавната дружба со пријателите, топлата трпеза со семејството. Овие празници да ги поминеме одговорно, во кругот на најблиските и со желби во новата година повторно да бидеме заедно. Среќни празници од Витаминка. Открита најновата понуда за Peugeot 208, 308 и 2008 по повод 210 годишнината на брендот. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Додека светот ја демонизираше Кина и ја подценуваше опасноста од новиот вирус, тој се вгнезди и во Европа. Италија започна да ја живее својата голгота, на што швајцарските власти реагираа со забрана на сите масовно посетени настани. Така, 3 дена пред почетокот, салонот на автомобилите во Женева беше откажан. Реакциите беа непријатни, бидејќи штандовите беа подготвени, луѓето ангажирани, хотелите резервирани, а авионските карти платени. Организаторот, за да се спаси што може да се спаси, се обиде да ја компензира штетата со виртуелни пресконференции, каде своите новитети преку интернет можеа да ги представат сите производители на возила.
Тие пак, иако се покажаа недоволно подготвени за ваков настап, во добра мерка успеа да не запознаат со она што го подготвија. Така Volkswagen ни ги покажа перформансните изведби на Golf, кои ги имаше 3, означени како GTD, GTI и GTE. Audi не почести со новата генерација на A3 која го затвора кругот на германски премиум компакти. На момент, тргајки ги електричните трендови настрана шпанската рака на Volkswagen, групата за откажаната Женева покрај новиот Леон го подготви и првиот самостоен модел на новата марка Купра. Со атрактивниот изглед и бројните агресивни стилски детали, кросовер Formentor ќе го докажува низиниот мускулест карактер, убедливо дополнет со 2-литарски турбобензинец со 310 конски сили. Подоцна ќе му се придружи и плагин хибридна погонска група со 245 коњи, која своето место го најде и во новата генерација на Шкода Октавија, спакувана во вид на спортската RS верзија. Од откажувањето на салонот во Женева најмалку загуби PSA, од каде согласно претходно донесените одлуки единствено кој требаше да настапи беше премиум марката на Citroen, која го имаше подготвено маркантниот концепт DS Aerosport Launch. Тој со своите 5 метри влегува во една друга димензија на француската автопродукција, каде ќе владее и со својот дизајн. Во отсуство на главните конкуренти, Рено добро се подготви за салонот во Женева. Централното место на нивниот штанд беше резервирано за футуристичкиот концепт Morphos, кој своето име го доби затоа што може да се менува во зависност од тоа каде се вози. За оние кои повеќе сакаат да останат во сегашноста и поблиската иднина, беше подготвена електричната верзија на Twingo. Вистинскиот напад сепак се очекува со вклучувањето на Dacia во електричната трка, што романската марка ќе го стори со Spring. Малиот кросовер представува револуција бидејќи со својата цена, која се очекува да биде длабоко под 20.000 евра, треба да ги направи електричните возила попристапни, базиране на кинескиот Renault Kwid, а таму и ќе се произведува. Од Кина во Женева требаше да пристигне и извидницата на Avis како најава за престојното пазарно лансирање на марката на стариот континент. За тоа беше задложен кросоверот U5, кој со електропогонот со 190 конски сили, батериите кои му овозможуваат 460 км и цената која ќе стартуваше од само 25.000 евра, сигурно ќе предизвикаше интерес. Hyundai имаше замислено футуристички настап, чија основа требаше да биде концептот професи, но на виртуелната пресконференција одговорните слабо го презентираа, така што неправедно остана во сенка, иако за него има доста што да се каже. Германците беа доста поприземјени и колку толку се задржаа на со децении веќе проверените решенија. Ги предводеше обновената пета генерација на Е-класата на Мерцедес, која вториот дел од својот животен век ќе го помине со подинамичен изглед и хибридни агрегати. Уште подцврсто настапи Порше со новиот 911 турбо, во кој се уште нема место за никакви електрифицирани решенија. Таквото мислење не го делеа баварците, кои го подготвија електричниот концепт И4. Кај него сепак најголема провокација не беа новите ветувачки технологии, туку огромната маска со предимензионирани бубрези. Но, иако тешко се наоѓаа зборови да се опише она што се гледа, на сите им беше јасно дека новиот дизајн ќе се пресели во сериската гама на BMW, што набргу и навистина се случи. Со дизајнот и перформансите како адут за Женева се беа подготвиле и бројни мали признати и непознати каросерници, кои многу години наназад овој салон го прават тоа што беше. Би ги издвоиле Hispano Suiza, Carmen Bologna и трите концепти на GFG Style, но тоа едноставно нема да биде фер према другите. Посебно не према познатите британски имиња како што сте Aston Martin, McLaren или Bentley.
И Морган имаше подготвено премиера за Женева, но ако некој треба на вистина да жали што салонот во Женева се откажа, тогаш тоа се швеѓаните од Кюнигсек. Тие на вистина здраво се подготвија за ова негово ново издание и прекосејки на настаните својата пресконференција одржаа на сопствениот штанд. Се беше како што требаше да биде, освен што немаше публика за да ги види нивните два значајни новитета. Останатите споменати и неспоменати производители на автомобили кои имаа подготвено премиери за Женева не ја искористија можноста онлайн да ги представат своите новитети, сметајки дека во наредниот период ќе налетаат на медиумски поповолен момент. Но, додека се чекаше на него, корона цунамито ја преплави планетата која мораше да префрли во лер. Машините во фабриките запреа, луѓето се заклучија дома, авионите престанаа да летаат, а автомобилите да се движат. Запре и продажбата на нови автомобили, барем на оние со бензински и дизел мотори, а електричните практично преку ноќ избија на врв на листите на најпродавани возила. Да не биде корона злото, кое надвисна над човештвото, ќе кажеме дека е идеален момент за појавувањето на пазарот на многуте такви модели најавени и представени претходно. Нив ги предводеше Тесла Model Y, кој од годинава, ако се помине како треба, ќе започне да се произведува и во Германија. Идеален за европските купувачи, овој кросовер со компактни димензии ќе влијае на оформувањето на пазарните критериуми со своите неприкосновени перформанси, напредната опрема што ја има и сосема пристојната цена. Единствениот кој ќе му ги замрси конците, иако директно не го напаѓа, е Volkswagen ID3. Тој е во позиција да дефинира како луѓето во блиска иднина ќе гледаат и ќе ги прифаќаат електричните возила. Направен на новата наменска платформа, тој нуди поголем избор верзии во однос на силината и автономијата, а со тоа и цената. Првичниот интерес посочува дека предвидувањата на Volkswagen за него се прескромни, но неговото влијание допрева вистински ќе биде покажано. Дотогаш на пазарот ќе се обидат да се етаблираат повеќе електрични модели на различни производители со суштински поинакви концепти. Меѓу нив се издвојуваат јапонските предводени со Mazda MX-30 и Honda E. Тотално различни како автомобили, нивната заедничка особина се малите батерии кои во време кога сите се надпреваруваат да понудат што поголема автономија, обезбедуваат поминување на едва и околу 200 километри. Јапонците имаат издржани аргументи зошто така размислуваат, но ќе треба да се помачат за да ги убедат и купувачите во нив. Во меѓувреме, кајмакот ќе го собираат моделите со поопипливи карактеристики, како што е Ford Mustang Mach-E. Тој од Америка ќе доаѓа со дизајн кој недвојбено асоцира на мускулестиот спортист, чие име го носи и во бројни изведби со еден или два електромотори и различно спакувани батерии со кои ќе им се додвори на сите профили купувачи. Потреба за такво нешто нема Тајкан, кој на општо изненадување во некои европски земји изби на челото на списокот најпродавени модели на Порше. Освен со педигрето што му го обезбедува амблемот, ветувачкиот старт се оправдува со неприкосновените перформанси и, што е побитно, одлично избалансираното возење во сите услови. Високата цена во неговиот случај како да немаше влијание. Тоа пак не може да се каже за Volvo XC40 Recharge, кој како електричен првенец на марката започна многу скромно. Неправедно би рекле со оглед на она што го нуди, но
сепак сосема во согласност со минималистичкиот начин на размислување на швеѓаните. Накратко, неговото време допрва ќе дојде, а додека се чека на тоа, на купувачите на располагање ќе им бидат електричните изведби на Peugeot 208 и Opel Corsa. Идентични по многу нешта, освен по визуелниот настап, овие два модела може да влијаат на текот по кој европскиот пазар ќе се движи во блиската иднина. Се што треба е Opel и Peugeot да обезбедат доволни количини од нив, што засега не е случај. Истиот проблем со капацитетите на производство ги мачи и корејците, кои пак најавија дека целат кон многу повисоки технички перспективи. Но, за тоа во некоја идна ретроспектива на она што било и што не чека, бидејќи сега треба да се задржиме и на нормалните автомобили, кои купувачите во текот на летото, кога новата чума виртуелно ги попушти своите пранги, забележаа дека се појавиле во продажните салони. Меѓу нив како модели со посебно влијание би ги издвоиле токму корејските Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Првиот сосема нов, а вториот темелно обновен, секој на својата целна група купувачи им нуди што тие бараат, но не се докрај свесни за тоа. Слично, но со поубедливи аргументи настапуваат и Honda со новиот Jazz и Toyota со Yaris, чија заедничка карактеристика им е дека во Европа ќе се продаваат само во своите хибридни варијанти. Европските производители посветени на целосната електрификација не беа толку ангажирани околу класичните новитети, меѓу нив кои сепак се издвојуваат неколку. Без прејудицирање на влијателноста, прва ќе ја споменеме новата генерација на Octavia. Моделот кој ја трансформираше марката од млада Болеслава сега е поелегантен, поопремен, технолошки понапреден и како и секогаш досега поголем. Далеку под него, но не и со кроењето на пазарните текови, настапува Dacia Sandero, која заедно со својот лимузински пандат Logan започна да ја живее својата трета генерација. Французите своето влијание ќе се обидат да го зголемат и со новите генерации на Peugeot 2008 и Citroen C4. На врвот на ценовната понуда на европскиот пазар сосема заслужено се позиционираше новата S-класа на Мерцедес, чии технички напредни решенија многу бргу ќе се преселат во пониските класи, не само на марката со трикракат звезда, туку и кај конкурентите. Сепак, ако мораме да издвоиме кој автомобил привлекол најголемо внимание во 2020 година, тоа би била серијата 4 на BMW. Причината не треба да би ја објаснуваме, туку ќе ви ја покажеме. Годината што измина сите ќе сакаме што побргу да ја заборавиме, но не и сеат. Во ненормалните услови што пандемијата ни ги приреди, Европското ауто без жири успеа во целост да се спротистави на предизвиците и да го организира изборот за Best Buy автомобил, вклучувајќи ги и финалните тестирања кои се спроведоа на патеката на австрискиот национален автомотоклуб во Тездорф. На нив 7 финалисти ја имаа последната можност во своите предности да ги убедат членовите на најголемото европско жири според распространетоста, што најмногу му успеа на Seat Leon. Денеска го тестираме Seat Leon. Зошто токму во првата емисија во 2021 година? Одговорот е едноставен. Затоа што Seat Leon е лауреат на Auto Best и ја понесе наградата за 2021 година наречена Best Buy Car of Europe.
Зошто Seat Leon? Затоа што има многу аргументи во негова корист, но прво се наградува и филозофијата на овој автомобил. Четвртата негова генерација ја надополнува секоја дупка што постоеше во претходните три. Гледате дека Seat Leon никогаш не изгледал повозбудливо. Seat Leon никогаш не бил поопремен и немал повеќе технологија во својата каросерија. Тоа е поради фактот што и го дели меѓускиното растојание, односно целата основа со осмата генерација на Golf, но и со своите чешки братучеди како што е Шкода Октавија. Тоа значи дека во внатрешноста на Seat Leon има многу простор и многу технологија. Внатрешноста на Seat Leon е скулптурална, но погледнете ги исто така и материјалите кои се внатре. Тие даваат чувство на емоција, исто како и овие форми на централната конзола. Но забележлива е малку погруба пластика на вратите и во површините кои не се многу на удар на погледот. Но она што може да се види е извонредно, бидејќи горе имаме голем 12-инчен монитор, а пред мене е новиот дигитален кокпит кој го користи групацијата Volkswagen. Сите форми се направени да бидат во функција на ергономијата, но и на комфорот. Многу битна работа во овие студени денови е ова копче овде, бидејќи со него го активирам грејењето на воланот за да ми бидат топли рацете, а исто така имам и грејење на седиштата. Ова е најмалку што го нуди Seat. Да видиме што нуди во неговите возни својства. Возењето во Seat Leon е вистинско задоволство. Неговата контура е ниска и пониска од онаа на Golf, но просторот во внатрешноста е тој. Она што е интересно за Leon да се каже е дека е доста управлив. Лесно се предвидува однесувањето на каросеријата, но она што е многу поважно е што и возачите кои сакаат да имаат полежерно возење имаат полна асистенција од електронските помагала. Престојот во внатрешноста е исполнет со висока технологија и со одлична ергономија. Leon е представен на светскиот пазар подоцна од осмата генерација на Golf, но тој е поскоро дојден во Македонија. Ова возило ги има сите атрибути што треба да ги има еден компактен автомобил. Одлични возни својства, потентен мотор, многу добар менувачки систем. Она што ми се допаѓа кај Leon е што го задржа својот спортски карактер. Впрочем, и марката Seat е позната по својот спортски темперамент. Тоа најубаво се забележува на овој пат, каде што можам да направам она што сакам да го направам. Моторот има 150 коњски сили, но DSG менувачот со 7 брзини го прави своето. Бидејќи е вистински спортски ориентиран автомобил, Leon ви нуди друго задоволство. Ви нуди едно подиректно управување и многу добро однесување на патот. Впрочем, тоа е и препознатливо за Seat. Минувањето на брзините се одвива гладко и без многу проблеми. Возачот има шифтери зад воланот, па така да во секој момент тој може да ја смени саканата брзина. Инаку, забрзувањето е токму онакво какво што очекував да биде. Не е како дека се возите во вистински спортски автомобил, но не може да ги игнорирате перформансите на
на дволитрениот TDI мотор со 150 конски сили. И на крај се прашувате колку чини ова задоволство. Вистинско задоволство, морам да потенцирам, чини 25.500 евра. Во својата ефер изведба, Леон покажува дека е свесен за својата позиција, а тоа е дека секој ден е посилна и посилна. Овој производ е основа и за надградба на изведбата Купра, односно на марката Купра. Но, гледајќи го Леон, немате потреба од многу повеќе додатни луксузи, бидејќи тој е опремен со последната технологија и скроене според последните ергономски стандарди на групацијата Volkswagen, што значи дека тој има не само големо име, туку и одлични остварувања. Ви благодарам што не следевте во оваа празлична сабота. Се надеваме дека истиот интерес ќе го појавите за 7 дена. До гледање.